Трагична сообраќајна несреќа во кумановското село Черкези, во која згасна млад живот, повторно го вклучи алармот за опасноста од користењето на електрични тротинети од страна на малолетници. Во несреќата што се случила на регионалниот пат Куманово-Скопје, животот го загубил 13 годишен малолетник кој управувал електричен тротинет. Според информациите од полицијата, детето било удрено од патничко возило Мерцедес, управувано од 24 годишен возач од Куманово. По несреќата малолетникот бил пренесен во општа болница Куманово, каде од страна на лекар констатирана била смрт. Во 21 часот и 20 минути во полициска станица Куманово возачот е лишен од слобода. Извршен е увид од јавен обвинител и увидна екипа од секторот за внатрешни работи Куманово. Овој трагичен случај повторно ја отвори дебатата за безбедноста на електричните тротинети во Македонија. Особено загрижува фактот што најголем дел од повредените во вакви несреќи се деца и млади лица. Се работи на возачи на тротинети кои се со помлади, дели од 14 години е законски, оттаму и нивната одговорност. Затоа апелираме до нив, но и до нивните родители, бидејќи и родителите играат голема улога во целата оваа приказна. Повторно ќе кажам, тротинет ќе помине, можеби не се обврзани законски, но се препорачува да имаат заштитна опрема, да возат според правилата и прописите. Не да бидат едношка пешаци, едношка возила, едношка моторцикли, поради тоа и овие несакани последици кои се случуваат како резултат на тротинетите. Статистиката е алармантна. Лани биле регистрирани 147 сообраќајни незгоди, во кои учествувале електрични тротинети. Дополнителна загриженост предизвикува и фактот што тротинети често управуваат деца под законски дозволената возраст, за што одговорност имаат родителите кои тротинетите ги третираат како играчка. Поради зачестените несреќи, од МВР најавуваат заострување на правилата и дополнителни законски измени. Во Европа веќе се воведуваат построги мерки. Во Албанија се подготвува зголемување на минималната возраст на 16 години и задолжителна употреба на кациги, додека Грција размислува за целосна забрана за користење електрични тротинети од лица помлади од 18 години. Во Македонија за неправилно користење електричен тротинет се предвидени казни за возење на коловоз, користење мобилен телефон, превоз на повеќе лица и управување од страна на деца под 14 години. Но не само тротинетите и управувањето со мотоцикл стана опасно. Вчера на Пластичарска загина 19 годишен мотоциклист, во несреќата учествувале автомобил Ауди А4 и два мотоцикли. Со тешки повреди се здобил 19 годишниот возач на мотоциклот, кој бил итно пренесен во болница, но подоцна им подлегнал на повредите.